Затоа денес ќе зборувам само за една од темите што сакав да ги начнам. Сакав да зборувам за едно прашање кое што ретко се поставува во христијанството. Многу ретко. Па дури и тогаш кога му е денот, кога е тоа темата на празникот, како вчерашниот, например. И тогаш, дури и тогаш, се кажуваат други работи, некои од нив точни, библиски, на место. За жал се додаваат и некои глупави суеверија. Изгледа како да не може без тоа. Вчера, например, на директниот пренос, ја слушнав и глупоста. Се верува дека на богојавление среда, точно на полноќ, повторно полноќ, како да е тоа некој битен момент во Божиот план на спасението, што не е точно. Ниту Христос воскреснал на полноќ, ниту се родил на полноќ, ниту, не знам, било кој друг библиски настан се случил на полноќ. Знаете ли, не? Ви текнували нешто такво? Не. Да, само во контекст на последното време се спомнува полноќ. Но тоа е страшното време. Точно на полноќ на богојавление, значи тоа би требало да биде од четвртокот кон петокот, се кажа, разни работи се кажа што се верува дека се случува, дебек како да е битно што народот верува во врска со некои празници, тоа е сосем небитно, бидејќи народот верува и точни и глупави работи. Народот што верува и суеверие, има тука помешано и вистина и лага. Не треба тоа да се кажува, што народот верува или што се верува, или што се верувало, туку да се каже која е основата за верата. Значи, врз основа на што нешто се верува, кој е изворот, податокот, од каде доаѓа откровението, Божието Слово, кое што треба да се верува. Дека наводно точно на полноќ, дури и реките престануваат да течат. Ова глупост не сум ја чул порано, но немам намера, ако сум жив и здрав следната зима, за богојавление, немам намера на полноќ да се нацртам пред Вардар, за да проверам дали стварно ќе престане да тече. Како и да е, тоа е, значи, за жал, повторно ќе речем, тоа глупавото и суеверното, што често пати се меша со вистинското, со она што на вистина треба да се верува, затоа што произлегува од Словото. Што треба да биде основа за христијанската вера? Според апостол Павле, според Словото. Што е тоа што треба да се верува? Да се сетиме на познатите зборови во посланието до римјаните, 10 глава, 17 стих. Значи, римјаните 10:17. Пред тоа во 16 стих, цитиран е пророкот Исаија, кој што вели: Господи, кој поверува во она што го проповедавме? Го поставува како прашање пророкот Исаија и апостол Павле тука го цитира во посланието до римјаните. И 17 стих: затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, или од слушање, само во слушање во други преводи, а пораката или слушањето од што? Од Божиото Слово, или кој превод вели Христовото Слово? Константина вели Христовото Слово. Прекрасно. Што е исто, се разбира. Божиото Слово, бидејќи Христос е Божиото Слово. Словото е Христос, Божиот Син.
Словото Божјо е единствената основа, единствениот извор, значи божественото откровение, кое што може и треба со сигурност да се верува. Секој друг извор, нешто што не можеме да го провериме, нешто што не доаѓа од Божјото Слово, нешто што е во најдобра рака сомнително, дали е стварно така или не е така. Затоа што некој друг го кажува, тука не можеме да бидеме сигурни. Затоа и вели духот на пророштвото дека секогаш пред да прифатиме било какво ново учење, треба да го бараме како подкрепа за тоа ново учење, треба да го бараме она јасното, кое е јасно. Вака зборува Господ. Често пати се наведува тоа во многу старозаветни текстови. Вака зборува Господ. Вака вели Господ. Само Божјето Слово е извор на верата. Ако не е од Божјето Слово, ако не потекнува од Божјето Слово, може да станува збор за суеверие, а не за вера. Сепак прашањето што сакам да го поставам е следното. Зошто Христос се крстил? Благодарам. Прво што сакам да размислиме дали често го слушаме ова како прашање воопшто. Дали често се дискутира на оваа тема. Зошто Христос се крстил? Прашањето е релевантно, бидејќи кога Христос доаѓа да се крсти кај својот браточет по тело, или Јован Крстител, нему па му беше посветен денешниот ден, како празник. Како реагира Јован кога Исус доаѓа кај него да се крсти? Видите, јас размислувајќи за ова прашање уште вчера и денес, сега попладнево, си велам, замислете да е Божиот син денес тука на земјата. И да замислиме, уште како млад, да речеме, 18-20 години нека биде. Сака да се запише на теолошки факултет. Било кој теолошки факултет. Сега не е битно. Кој од тие факултети, од тие професори, од тие доктори, од тие теолози, особено денешни, кој од сите нив би му рекол на Христа, ајде бе, ти треба нас да не учиш. Ние треба од тебе да се поучиме, ти сега доаѓаш да ни бидеш ученик, да ни бидеш ти студент овдека. Кој од нив ќе го рече тоа? Никој. Или може би сум престрог. Може би некој ќе го рече. А? Да, зошто дрмрковците не се склони да реагираат така, како што реагира на вистина светиот Јован Крстител. Да, тоа е сега еден спореден аспект, значи тоа не е главнината на темата, но тоа одговара на прашањето зошто Христос ги избегнал тогашните теолошки школи,
така наречените рабински школи во Стариот Израел. На ова прашање дава одговор самата Елена Вајд. Зошто Христос ги избегнал овие школи? Бидејќи тоа не ни е сега темата, нема да посветам многу време на тоа прашање, но само да споменам, ако читате во Копдржот на вековите, и тоа кога Исус бил мал, тие 12 годишна возраст, прв пат во Ерусалимскиот храм, значи, учените рабини таму биле изненадени пред се од ова дете, изненадени од неговото знаење на писмата, на пророштвата, на многу што таму. Исаија 53 глава во таа прилика Исус и ги им поставува прашања на кои што тие не знаеле да одговорат. Кои? Рабините, учените теолози во тоа време. Елена Вајд пишува дека овие рабини посакале, тие сакале Христос да стане нивни ученик. Тоа искрено го посакале. Значи, го виделе тој капацитет, да речеме талент, како се изразува денес човештвото. Го виделе во Христа, го виделе тоа што секој, да речеме, професор, учител би го сакал кај некој свој ученик. Виделе една интелигенција која што само тие сакале да го обликуваат неговиот ум. Значи, тие сакале Христос да стане нивен ученик, за да тие потоа го обликуваат, тие да го образуваат, тие да повлијаат на него, за да стане и нивен следбеник, да стане, значи, уште еден силен ум, да биде наш следбеник, да биде наш представник, да биде наш студент, наш ученик, утре за утре рабин и тој, но да ја продолжи нашата традиција и така натаму. Банално речено, сакале да му го исперат мозокот со својата доктрина, со својата наука, со своите толкувања, но искрено посакале Христос да им биде ученик, затоа што го виделе тој капацитет на дело. Христос не сакал, како дете, значи, зборуваме, не сакал да ја навреди нивната вообичаена гордост, значи, нивната професорска теолошка гордост, дармрковската гордост, не сакал да ја навреди и затоа решил да им поставува прашања. Меѓутоа, прашањата што им ги поставувал биле такви на кои што тие не знаеле да одговорат. И на тој начин пробувал да го привлече нивното внимание кон онаа вистина што тој сакал да им ја открие. За жал тоа не се случило. Ниту тие успеале да го придобијат малиот Исус на нивна страна, а за жал ниту Христос не успел нив да ги придобие да станат негови следбеници. И затоа подоцна, значи сега како возрасен Месија, подоцна што ќе рече во една прилика? Ти благодарам, Господи, Оче, што ова си им го открил кому? На простодушните, на малите, младенците, а не на големите, учените, образованите луѓе, бидејќи таква беше волјата Твоја. Но, многу и денешните теолози, не слушам, не само православните, не слушам многу да одговараат на прашањето зошто Христос воопшто се крстил. Дали Јован со право го поставува прашање? Господе, ти треба мене да ме крстиш. Како тоа јас сега, како ти доаѓаш кај мене да те крстам? Нема логика. Зошто доаѓал народ да се крштава кај Јована? За покаяние.
Тоа е основната причина за крштевање. Зошто ни е потребно крштевање? Се крштава грешникот. Се крштава покајаниот грешник, се разбира. Се крштава оној што треба да биде очистен. Оној што треба да одново да се роди. Оној што треба да биде препороден, со други зборови. Се крштава некој кој што треба да добие нов живот. Оној што треба да биде оправдан, оној што треба да биде посветен и така натаму. Дали Христос бил грешник? Не. Тоа го расчистивме пред 2 недели. Дали Христос имал потреба за очистување од било што, од нешто? Освен може би од телесна, кога год ке се извалкал физички во својата работа или надвор, или со некоја кал, например, и така натаму. Дали Христос имал потреба од покаяние? Не. Дали Христос имал потреба од крштевање? Бидејќи крштевањето е тоа. Се што крштевањето подразбира, дури и христијанското крштевање, не само Јовановото, бидејќи Новиот Завет и тука прави голема разлика. Што им рече Павле на тие ефесијаните таму, во дела 19 глава. Јован крштаваше само за покаяние, покајно крштавање. А христијанското крштење е нешто друго. Која беше разликата? Во дела 11 глава исто така се вели, да го отвориме таму, текстот, Дела на апостолите 11 глава. Апостол Петар го раскажува искуството и визијата со животните, со нечистите животни и потоа како на чудесен начин дошол во контакт преку Божји чуда со домот на Корнелиј во Цезареја, за да им го благовести Евангелието таму и целиот дом на Корнелиј заедно со него да бидат крстени. И кога раскажува, значи дела 11 глава, 15 стих, да почнеме да читаме, например, кога раскажува што се случувало во Јопа, или денешна Јафа, значи на израелскиот град на Средоземно море, и кога почнав јас да зборувам, раскажува Петар, на домот на Корнелиј во Јопа, кога почнав јас да зборувам, над нив слезе Духот Свети, како и над нас во почетокот. А кога слезе врз апостолите Духот Свети, кој е тој почеток на 50-ница? И 16 стих, раскажувајќи го ова, Петар вели: тогаш се сетив на зборовите Господови, Јован крштаваше со вода, а вие ќе бидете крстени со што? Со Светиот Дух. Еве е разликата помеѓу Јовановото и христијанското крштевање. Јовановото крштевање може да го наречеме еврејско крштевање. Значи, крштевањето како обред, потопување во вода, постоел и пред Христа, постоел во јудаизмот, постоел во Израел. Тоа крштевањето како обред потекнува од евреите. Како форма, како обред. Значи, потопување на човек во вода. И тоа не било нешто ново. Тоа било дел од така наречените ритуални миења, ритуални перења. Секој незнабожец во Стариот Завет кој што се решавал да стане израелец,
Ако бил маж, се барало обрезание, се разбира. Но, ако била жена, не морало тоа, па и едните и другите во секој случај биле крштавани, во смисло потопувани. Значи, го имале тој обред да бидат потопени во вода. Значи, кај самите израелци тоа не било нешто ново и не било нешто чудно. Крштавањето со вода да биде символ на еден нов живот, нов почеток, символ на едно духовно перење, препород и така натаму. Но христијанското крштевање било тоа нешто ново, што првпат се случило кога Исус се крстил. А што беше тоа? Слегувањето на Светиот Дух. Или крштевањето со Дух Свети. И затоа ги прашува Павле тие верници во Ефес. Кога се крстивте, што ги праша? Го примивте ли Светиот Дух? Зошто е тоа толку важно? Како би одговориле ние денес? Замислите апостол Павле денес да е тука со нас. Колку мене од вас се крстени? И да речеме, цела црква ги крене рака. Второ прашање. Кога се крстивте, го примавте ли Светиот Дух? Колку раце ќе отидат нагоре? Прашање за размислување. Јас не знам. Зошто е тоа важно? Дали е тоа важно? Дали е тоа важно? И зошто е тоа важно? Ако го немаме примено Светиот Дух, значи ако сме се крстили само со вода, макар и во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, тогаш тоа не е, и тоа е, но не е многу различно од еврејското крштевање или од Јовановото крштевање. Значи, кога некој се крштевал со Јовановото крштевање, да, за покаяние, за миење, перење и така натаму. Но после тоа што? После тоа, дали е тој навистина нова личност? Дали тој навистина живее нов живот? Дали нешто се променило? Дали кога се крштаваат луѓето, дали нешто се променило? Знак прашалник, точно. Крштевањето со Светиот Дух е првата и најважната причина за Христовото крштевање. Христос тогаш бил помазан. Тогаш кога се крстил, Христос станал што? Помазаникот. Тогаш Исус станал Христос. Христос значи помазаник. Истото што и еврејската именка Машијах, Месија, помазаниот. Како Христос бил помазан? Со што бил помазан? Со масло? Не, Христос бил директно помазан со Светиот Дух. Што значи тоа? Дека Христос пред Јордан го немал Светиот Дух? Не. Се разбира, не. Христос го има Светиот Дух по природа, затоа што е единородниот Божји Син. Што значи, Христос го има Светиот Дух од секогаш. Туку тогаш, во човечката природа, во слабата, смртна човечка природа, тогаш Христос го прима благословот од Бога да ја започне својата земска мисија.
Никаде и никогаш во Божиот план не постои самоволие. Ако Господ те повика во некое дело, за некоја задача, ако Господ те повика, Господ и ке те благослови за тоа дело и за таа задача. Но дали сите што се испратени, Господ ги испратил? Дали сите што се нафатиле за некое дело, Господ ги испратил? Не. Не. Постои и во Божиото дело, во сите векови, особено денес, постои премногу човечко мудрување, човечко планирање, човечки стратегии, човечка сила, човечко знаење, а многу малку што? Светиот Дух, силата на Духот. Онаа сила која што правеше чуда, онаа сила која што го испреврти светот, онаа сила која што направи цели народи да се покрстат со тек на времето, се разбира, не веднаш. Но на почеток се сее семето. И семето на почеток е мало, слабо, дури и невидливо, скриено внатре во земја, пред да ги даде првите плодови. И тоа не е единствената причина зашто Христос бил крстен, инаку на оваа тема може да зборуваме и сме зборувале многу надолго и нашироко. Интересно е, јас и во минатото често пати говорев како дури со случајот обратувањето на првиот незнабожец, значи римскиот капетан Корнелиј, дури тогаш го имаме тој парадокс, тој феномен, Светиот Дух веднаш да слезе врз незнабожците што поверувале, дури пред тие да бидат крстени со вода, а камоли да се барало да бидат обрезани. Што тоа воопшто не било услов за Новиот Завет. Но интересен е случајот со етиопскиот евнух на крајот од дела 8 глава, ако се вратиме значи само 3 глави поназад. 8 глава зборува за тоа како кога евреите биле крштавани и прозелитите во Израел, како први христијански верници, тие биле крштавани со вода, биле крштавани во Христово име. Но веднаш не го примале Светиот Дух, дури кога го примале Светиот Дух. Дури тогаш кога апостолите лично ќе дојдеа и со полагање на рака врз нивните глави ги крштаваа со Светиот Дух. Па дури потоа се споменува и оној случај како Симон Магот, кога го видел тоа, побрал, донел пари пред апостолите и побрал да ја купи од нив таа власт. Да стане, сакал и он да стане апостол, ама мислел дека тоа може да се купи, благодатта Божија може да се купи со пари. Мислел дека Божиот избор може да се купи со пари. И отогаш во христијанството тоа се нарекува симонија. Кога некој сака да купува црковни позиции со пари. И тоа го имало бајаги. И до ден денес го има. Но случајот со Филип е интересен. На крајот од 8 глава, значи кога Филип го крстава етиопјаницот 38 стих од дела 8 глава вели:
И заповеда колата да запре, па слегува во водата обајцата и Филип и евнухот и го крсти. А кога излегува од водата, Духот Свети се симне над евнухот, а Филип беше грабнат од ангел Господов, па евнухот веќе не го виде. Тој радосно си го продолжи својот пат. Значи, интересно е што кога етиопјанецот бива крстен, Духот Свети веднаш се симнува над него. Значи, тој сега поинаков случај од претходниот, кога евреите се крштавале и можело да поминат и многу денови, ако не и седмици, по крштавањето со вода, да дојде лично некој апостол со полагање на рака, да ги крсти одвоено, да ги крсти со Светиот Дух. Значи, крштавањето со вода било одвоено и физички, и просторно, и временски од крштавањето со Светиот Дух. Но кај евнухот етиопски е веднаш, со крштавањето со вода, веднаш Духот Свети слегнува и немало тука апостол, бидејќи Филип не бил апостол. Овој Филип е ѓакон. Потоа се вели дека неговите 4 ќерки пророкувале, го имале дарот на духот на пророштвото. Подоцна во 21 глава. Понатаму. А дури кај Корнелие, значи кај првите незнабожци, не се чекало ниту да бидат крстени со вода. Штом поверува, Духот Свети слезе врз нив. И затоа апостол Павле ги прашува галатјаните подоцна. Што ги прашува? Како го примивте Светиот Дух? Преку верата, послушноста на верата или преку обрезанието или некое друго законско дело? Како го примивте Светиот Дух? Како ја примивте Божјата благодат? А одговорот беше преку верата. Штом поверувавме. Штом поверувавме во Словото, Светиот Дух слезе, ги зароби нашите срца, ги исполни нашите срца. И од тогаш започна новиот живот. Од тогаш започна безсмртниот, вечниот живот. За жал, ја мислев да кажем и многу повеќе работи од ова, а и со ова што досега го кажав, времето истече. Го пречекорив. Нека му е фала и слава на Господа. Нека Господ ни ја даде таа благодат. Сите што ја загубивме, нека ни ја даде уште еднаш. Нека ни се смилува. Нека ни ја даде уште еднаш. Да бидеме крстени со Светиот Дух. Бидејќи тоа може да се случува многу пати. Тоа може да се случува милиарда пати. Секој ден треба да умираме за себе си, а да живееме за Бога, да бараме да бидеме крстени со Светиот Дух, да бараме благодат за тој ден. И тоа е животот што секојаш треба да продолжи понатаму, со Божја сила, со Божјата благодат. Нека му е фала и слава вечно. Амин.